Побарано, остварено. Денес возам ДФСК Shine, но пред да ви го објаснам, мора да се кажа мојата теза. А мојата теза е дека веќе гледам во последните неколку години и во последните неколку видеа кај што имаме кинески модели, го спомнувам истото и тоа е став за кој што си стојам многу сигурно. Сметам дека кинеските брендови многу сериозно ќе настапат на европскиот пазар, многу сериозно, мислам тоа го гледаме веќе, но ќе се смени, ќе променат целосно автоиндустријата. Што сметам со тоа? Конкретно на европскиот пазар, или имам две тези, или ќе настапат и ќе ги совладат сите големи европски гиганти, или европските гиганти ќе имаат друга опција, каде што за да се заштитат, веќе нешто слично гледаме во моментот што се случува, ама дали тоа ќе биде, ќе видиме, ова е многу голема тема за разговарање, но другата ситуација е дека европските гиганти ќе мора да се заштитат некако, да дадат одредени санкции, но при тоа тие ќе бидат приморани да направат одредени измени кај нив. Најмногу во поглед на цената, опрема, квалитет и нормално услуга, односно гаранција за сето тоа. Бидејќи Shine, ево конкретно денес ова што го имаме и ова што го гледате за 15.900 евра, ми е совршениот пример за мојава теза. Како за 15.900 евра можеш да добиеш одличен автомобил со одлична опрема и одлична гаранција. Сега веќе можам полека да почнам да си се враќам на, односно да започнувам на објаснувањето за Shine и више кога веќе возам, ќе ви објаснам само неколку работи од тоа дека зад волан првично добивам многу добар фидбек преку воланот од тркалата, што ако имате теза, да, кинеските автомобили имаат добра цена, добра опрема, но не така добар квалитет, ниту добри возни карактеристики, тоа се лажеш ако така мислиш, бидејќи стварно Shine нуди едно многу убаво возачко искуство. Пред се мора да нагласам, чувствам многу голема сигурност во возењето. Имам одличен фидбек преку воланот со тркалата, со целата суспензија. Буквално можам да кажам дека во одредени моменти можам да се почувствам многу посигурен во одредена кривина, да влезам малку по забавно, по остро, бидејќи се чувствува како да е на шина. Стварно имате добра контрола над возилото, седанче нормално имате добра физика, нема клатење, нема губење на контролата. Единствена работа што можам само да кажам како критика во возењето, тоа е гумите. На кинеските брендови им требаат европските гиганти во поглед на гумите, бидејќи им фали добра гума, или можеби и во Кина да има, но едноставно тука се чувствува дека на одредени моменти сакам да имам малку по-добар квалитет на гума, за да го имам целосниот фидбек од возилото онака како што може да даде квалитети. Вклучително е многу тивка и она што го приметив во периодов на тест, сите што се провозија, сите рекоа, ова да не е електрична. Овде на располагање имаме 1,5 атмосферец бензински мотор кој што произведува 116 конски сили. Но во дополнителното ниво имаме изваков мотор 1.5, но е турбаш кој што произведува 200 конски сили. Ова е Mitsubishi дизајн, кинеско производство и самата работа на моторот е стварно многу тивка, но исто така има и многу добра изолација. Да, има многу добра изолација, но друг факт кој што ми кажува дека стварно има добра изолација и исто така добро сработена конструкција, се врати кој што нема звук на отварање и удирање со тенџерење, туку стварно за мерак. И да, таа изолација внатре стварно се чувствува додека возиш, бејќи не го чувстваш моторот, не чувстваш ништо од надвор. Единствен мал шум што слушаме од гумите и сега од климата што работи. Стварно збор за многу тивко возило, многу удобно, комфортно е возењето, што нема ви представува никакви проблеми, стварно вау. Сега,
Во поглед на менувач, тука имаме 5 степен мануелен менувач, добар е менувачот, многу лесно, многу прецизно си работи својата работа, но имаме една критика, конкретно му фали уште една брзина за да намали на потрошувачка. Во моментов е нешто под 8 литри, што е повторно очекувана потрошувачка за едно вакво возило, но да имало уште една брзина на располагање, дефинитивно ќе беше бар за 1 литро и пониска потрошувачката. Сега со доплата од 2000 евра вие добивате 6 степен автоматски менувач, дуал клач, добивате панорами, 360 камери. Тоа дополнително ќе се видите во ценовник или кога ќе отидете во салон за да ги споредите трите различни категории, бидејќи има основна, една понапредна и една можам да кажам дека е ултраспортска верзија со спойлери, со чуда, со се. Но сума сумарум, возењево на Shine ми изненадува првично бидејќи имам доверба на целото возило. Како што кажав, одличен фидбек од волан, од тркала, но исто така одличен фидбек и од педали. Едноставно седнувам и се чувствам како да ја имам возено кола многу долг период. Единствена работа ми требаше малку време лично на мене да навикнам кочницата, бидејќи од едно до друго возило нормално е дека ќе почувствувате малку по-различна педала, односно по-различен притисок на педалата, но лесно се навикнува и немате никаков проблем и она што е најбитно, што ќе притиснам на кочницата, јас чувствам дека ќе закочам во секој момент најбезбедно. Што значи дека едноставно безбедноста дополнително ви ја храни целата оваа комуникација што имате со возилото. Shine, браво, браво. И сега на толку многу фалење, вие ќе си кажете, Кирил е сигурно со платена реклама од ДФСК или пропагира за кинеска амбасада. Ниту ми е платена реклама, ниту пак нешто пропагирам за кинеска амбасада. Но, ако сака некој да плати реклама, call me. Интериеров, мислам, вау, дечки, со сите овие елементи, боиве различни, протоколовиот елемент му стои многу добро. Самата форма на седиштава е вау, многу убаво ве држи, многу се комотни, изгледат како спортски, мислите дека има тврда вожња, старија многу меко и ми се допаѓаат, за прв пат ќе кажам дека ми се допаѓа овој фейк карбон што го има насекаде околу интериеров, изгледа стварно убаво и модерно, малку спортски и искористиле тука малку остава да имаат нови елементи што е практично, 12-инчен екран кој што е Тесла муавет, но ми се допаѓа бидејќи практичен, не губа многу време од погледот на улица за да стигнам до некои информации, плюс лесно се стига до клима, до радио, до било што. Стварно добар екран, добар систем. Тука имам уште еден екран пред возачот, нормално за да ги чита некои информации како потрошувачка и ред други работи. Во оваа опрема од 15.900 евра, пак ја да напоменам цената. Имаме паркинг камера, нема паркинг сензори напред што искрено ми фалат, но во понапредните нивои имате и 360 панорамна камера, панорама горе, многу плюс опрема, автоматски менувач, а не ми се допаѓа од овој мануелен менувач, хром елементот пречи некој пат, зависи светлината како паѓа, на одредени информации од екранот. Инаку тука имаме остава за телефонот, во понапредното ниво имаме и бежичен полноч, тука имаме само USB порт и 12 волтен приклучок за струја, едно остава за шиша и уште некоја мало остава веројатно за телефон или клуч. И една голема остава тука под наслонот за раката. Мора уште една работа да напоменам само, материјалов на воланот. Не можам да сватам дали е гума, пластика, некој друг материјал, бидејќи не е класична гума, ајмек, не е ни класична пластика, а има таков некој осет што го дава како фидбек, но ми се допаѓа материјалот бидејќи не лизга, убаво влегува на рака, но исто така и мислам дека многу подолго ќе трае него ли една обична пластика. Сега се префрлуваме позади, правиме транзиција 3, 2, 1. Воу! Почна да ми одат добро транзиције некако. Но на задниот дел и ова него очекував дека има волку многу простор, особено позади моето седиште како што е наместено според нели моите големини. Вау. И ми се допаѓа наслонов тука што е вака под овој агол, бидејќи убаво се чувствам можам на подолги патувања. Можеби малку повисоките луѓе од мене нема да имаат најкомотен простор тука, иако има мала длабнатина, ради закосениот кров се чувствува тој поднамален простор, но како и да е просторов за нозе и плюс што можам да ги бутнам под седиштата.
Браво, ми занади многу пријатно. Isofix куки, немаме наслон за раката, истиот убав интериер оди тука позади, нешто што приметив дека окей, за 15.900 евра не очекувате некои премеки материјали, но истите материјали што се искористени напред се искористени тука позади, што е добро бидејќи имате една конзистентност. Убава работа тоа што има тука една голема остава за телефонот, USB порт, еден тунел кој што оди на две каскади, не знам зашто така морале да го направат, ама ради тие две каскади се приморано нозете се бутнат малце пошироко и со тоа се намалува просторот на другите двајца патници од страна. Некако косова, како и сам, не е комотно горе, па многу високо. Океј, тоа е за задниот дел, кој што кука имам тука. Ајде да видиме дали имаме кука у багажникот. Се префрлуваме позади 3 2 1. Малце претерав сега со транзицијава. Но багажниот простор нуди 454 литри багажен капацитет, што е стварно фантастична бројка, особено за оваа категорија. Долго време не сме виделе вака големи практични багажни простори и сега како да дојдам до него, барам копче секаде тука одоздола, но за жал нема, имате опција само напред или можност преку клуча да се отвори багажниот простор. 454 литри, одличен, огромен багажен простор, ми се допаѓа што е коцкаст, па можете убаво да го искористите целиот простор, но за жал како што гледате, отворот е малку намален, стеснат и с поголеми габаритни простори малце ќе биде потешко да ги вметнете, ќе треба да се играте Тетрис да ги виткате, но реално е сосема голем. Нема куки за качалки за жал, како што видовме напред. Под оваа даска имаме сет за репарација и под оваа овој сунгер, да, има и простор за резервно тркало, ако сакате да си докупите, што е супер. Има мала висинска разлика од ивицата на браникот, што не е страшно, ако го земеме дека отворот е тесен, не ви игра нешто голема улога. Тоа е за багажниот простор, а околу Shine и дизајнот мора да потенцирам дека како внатре, така и надвор привлекува многу внимание, што ми беше малце невообичаено. Многу внимание, реално изгледа стварно убаво, впечатливо, особено со овие линии. Сега една мала критика што со сите овие линии од тука на задниот дел очеков дека сето ова ќе биде осветлено, но за жал осветлено само овој дел, а тука немам ништо. Во понапредните нивоа тука доаѓа еден спойлер, поголеми тркала и со многу други бои кои што можете ги искористите напред. Многу ми се допаѓа тој портокалов елемент. И да, Shine е стварно многу интересно возило за 15.900 евра со 3 години гаранција или доплата од 1000 евра за 7 години гаранција е стварно многу добар избор. Ова ќе биде одличен момент за фамилиарно возило или исто така и за такси компаниите кои што можат ефтино да купат многу квалитетно возило. Пишете во коментар што друго сакате да видите како што беше Shine и многу други возила и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!